ретко кога може да живеете каде сакате, да одите каде сакате, да правите што сакате, да кажете што сакате. Но токму затоа, секогаш можете да уживате во онаа уметност која ве исполнува. Јас љубев две жени, јас ги љубев сите жени. Јас љубев, заминав без куфери. Сепак заминав. На прво читање, значи во онаа електронска груба форма која што секој од нас што пишува го создава прво делото, непреломено, без ништо, мене ме привлече сето она што го препознав од она можеби бариковска или една италијанска, една медитеранска харизма која што има во овој роман, значи кратки реченици, меѓутоа сите суптилно напишани, еден прекрасен однос кон јазикот како таков, лесно минување низ просторите, меѓутоа и скокови низ времето. Едноставно додека ја читате книгата немате чувство колку авторот едноставно ве вози како во временска машина, меѓутоа и во една просторна машина низ различни географски коти, низ различни временски точки. Значи велам сето тоа се некои можеби мирисан сето тоа на барико и на таа медитеранска атмосфера на пишување, меѓутоа од друга страна е на многу впечатлив, на многу оригинален, на многу солељубив начин сето тоа напишано и таа кохезија или тој меланж што е направено меѓу поезија и проза, бидејќи авторот во случајов дебитира како прозаист, меѓутоа има автор и на поезија, значи има една збирка поезија која што претходно ја објавил, го прави на многу лежерен и лесен начин. Сето тоа спакувано во еден краен продукт кој што содржи малку и интрига, малку љубов, малку повеќе фантазија. Сето тоа одлично кореспондира и функционира во времето во кое што живееме. И мислам дека сето она што се случува постфестум, значи под објавувањето на книгата во овие нецели месец дена, значи стотина продадени примероци, една огромна фан група на Facebook, веќе можеби четврта промоција планираме, па до, не знам, книгата стаса во Франција, во Њујорк, во Конгресната библиотека во Вашингтон, е според мене на некој начин и неочекувано, бидејќи е млад автор, и тоа време исто толку и очекувано, бидејќи навистина книгата е лежерна и лесна за читање. Не би го цитирал Горки, меѓутоа тој во еден момент има кажано дека уметникот е глас на својот народ, дека тој е негово око, дека тој го представува своето време. И мислам дека не би требало да секогаш да чекаме некој од надвор да не препознае за да бидеме препознаени во сопствената држава. Сепак сум среќен што коначно ова го имам во рака. Мислам, сум среќен тоа што повеќе сум среќен не јас што го имам во рака, тоа што го имаат сите читатели во рака, оние кои што го очекуваа. Ножот и пердувот јас не би ги толкувал, ги толкуваа критичарите и во однос на символиката на ножот и пердувот. Во романот се среќаваат на неколку места од религиозна гледна точка или од можеби паганска гледна точка како некоја клетва која што ги следи машките ликови во романот. И тоа е една машка клетва која што е зацкриена на едно место каде што сите случајно се среќаваат во различно време. Од друга страна ножот како оружје може да биде нели многу силен. Меѓутоа пердувот е секогаш посилен од него. Ножот може и да се заборави, она што е сторено со ножот, меѓутоа она што е напишано со пердувот, мислам дека не. Не се сеќавам добро кога за прв пат го земав перото во рака, знам дека го носам во шешир постојано во рака, го земав најверојатно на мои 13-14 години, кога почнав да пишувам стихови за прв пат.
и никогаш и не размислував дека ја пишувам проза. Во моментот кога се роди оваа приказна некаде во 2006 година, започна само како еден краток расказ. Реков да се обидам, можеби оваа приказна ќе заврши некаде како што треба. И потоа, создавајќи ја, значи, таа се создаваше сама. Јас не правев скелет на романот, значи, што е практика на повеќето писатели. Јас ја оставив приказната да се создава сама. Значи, ако би требало да објаснам како е таа напишана, тој како еден стаклар, кога ќе земе вжештено стакло и од него треба да направи вазна. Значи, тоа мора да се направи многу брзо, затоа што идејата ја има стакларот, меѓутоа стаклото може многу брзо да се олати. Така и јас го земав перото, ја земав хартијата и земав да го внесувам мојот здив во тоа стакло. Значи, се обидов да направам вазна за не само за мојата душа, вазна за сечија душа. Од кога ќе се прочита романот, слушајќи ги критиките, заклучив дека критиките, тоест нели нормално реакциите на читателите, дека всушност вазната е добро сочинета. Значи, работата на стакларот е добро завршена. Секој во себе нашол дел од таа вазна и секој нашол дел од приказната кој што може да го поттикне да направи нешто, може би слично на она што го направиле ликовите, или некогаш помислил да го направи тоа, па сега му е многу поедноставно да го стори. Создавајќи ја приказната, може би намерно или ненамерно, поставував некакви замки во самата приказна. Дали се работи за временски замки, дали се работи за просторни замки или се работи за чисто емотивни замки. Значи, некои од нив можат полесно да се протолкуваат и најдат. Некои од нив ќе го вратат читателот назад неколку пати, за да прво се најде во времето. Значи, романот како приказна е една пајакова мрежа, кога зборувам за времето во романот. Значи, или еден лавиринт, ако успееш да го најдеш почетокот, нишката на времето, каде е, значи, во тој случај ќе го најдеш можеби и крајот. Ама крајот всушност на времето во романот и не постои. Кирил секогаш газеше по чудни патеки. Велеше, неговиот чекор бил поразличен од оној на другите. Никој не ги разбираше Кириловите стапки. Кога газеше по коцки, секогаш велеше дека краде крлушки од мрежите на рибарите да си го постеле патот. Никој не веруваше во неговото совршено пресметано лудило. Освен јас. Кирил ги сакаше своите жени. Никој не знаеше која повеќе. Тој им крадеше од здивот, а потоа ги оставаше да талкаат по својот изгубен дел. Така со години. Се додека не ја заљуби Марија. Марија Илијовска Фјодоровна. Велеше дека никогаш не би можел да ја наслика својата приказна, оти му недостасувала една боја. Дури ни Вермеер не можеше да ја достигне, велеше. Бисер. Бојата на жената.